Планерски фирми ангажирани од општини цртаат детални урбанистички планови за цена од 1 денар, и тоа за најатрактивните и урбанистички најсложени делови од Скопје. Не ви е сумнително тоа што некоја фирма се нафаќа за 1 денар да изработи, не така едноставно. Нормално дека е чудно. Дали ниската цена за општината, планерите високо ја наплаќаат кај градежни фирми и други приватни инвеститори, впишувајќи маркички по нивна желба. Ние имаме случаи да повторно добиваат фирми кои направиле многу лоши планови претходно и сега не се осмелуваме или не се осмелува тој што е одговорен да им напише негативна референца, а тоа е многу битно. 360 степени провери дали цртањето и носењето на деталните урбанистички планови е почеток на ланец од криминални интереси кој завршува со безредие и хаос во градењето. Мораториумот за издавање нови градежни дозволи во општина Центар заради ревизија на деталните урбанистички планови стигна на дневен ред во Уставниот суд. Иницијатори за оценка на уставноста се најзасегнатите од мораториумот, Стопанската и Градежната комора. Минатата среда седницата на Уставниот суд, на која на дневен ред беше мораториумот во Центар, прераснала во бурна дискусија, велат извори од судот. Дел од судиите сметале дека прашањето за законитоста на мораториумот не е во надлежност на Уставниот суд. Други пак рекле дека мораториумот е уставно-правно проблематичен, бидејќи запира спроведување на планови од јавен интерес. Изјаснувањето Уставниот суд го одложи за следната седница во среда. Ревизијата направена за време на мораториумот покажала дека 32 детални урбанистички плана од вкупно 33 во општина Центар не се во согласност со генералниот урбанистички план на град Скопје. Затоа се изработуваат нови, коригирани верзии на доповите, од кои досега се изгласани само 2. На хартија, постапката за планирање на просторот е на неколку нивоа. Општината по сопствена иницијатива или по барање на физички или правни лица најмува планерска фирма да изработи план. Одлуката кој ќе го работи планот е двостепена. Прво, со рамковен договор се селектираат фирми што можат да изработуваат урбанистички планови и второ е конечниот избор на планерска фирма. Откако врз основа на насоките од општината или инвеститорот фирмата ќе го изработи планот, тој поминува во Комисијата за урбанизам на општината која го чешла детално, а оттаму оди на проверка во градот Скопје и Министерството за транспорт и врски. По добивање позитивни мислења од овие институции, планот се враќа на конечно гласање во Советот на општината. Но, во пракса, на многу примитивно ниво ни се наоѓа планирањето денеска. Системот за контрола и одлучување за урбанистичките планови потврла на сите нивоа, вели професорката на архитектонскиот факултет Дивна Пенчич, член на Комисијата за урбанизам во општина Центар. Ние дојдовме до план кој е пред донесување на Совет, кој ги поминал сите. Општина Центар, комисија, град Скопје, Министерство за транспорт и врски. И па не може во таму да пишува Свети Никола или Штип. А ние гледаме план за Центар. Тоа значи дека никој не ги прочитал. Или и да ги прочитал, кога ќе се даде забелешка на планерот, тој вика добро ќе поправам и нема да поправи. Ние како комисија гледаме, даваме забелешки и потоа не добиваме назад или немаме можност или нели тоа трае со години да го видиме крајниот документ. И сега тука е прашањето, кој е одговорен за на крај да види дали тој документ е без технички грешки. Пенчич сведочи за уште една непрофесионалност на планерите. Се соочивме со тоа дека планските програми се препишуваат. Можете истата планска програма да ја имате во Центар и можете да ја имате во Богданци. Тоа е некаков терк во кој најмалку се чита што е задачата. Најмалку се чита што се очекувањата. Че вие на една територија не знаете ни каде ќе купувате, ни каде ќе си играат децата, ни каде ќе видат во училиште, ни каде ќе одат во градинка, дали имаат блиско амбуланта, а сето тоа го прави квалитетот на живот. Еве тука ќе населиме уште 5000 луѓе, ама тие луѓе како ќе живеат во иднина? Ова се фирмите што урбанистички го цртаат ликот на општина Центар. Рекордер по изработка на урбанистички планови е фирмата Инпума, а во топ 3 влегуваат и планерските фирми Тајфаплан и Билд, сите од Скопје. Овие фирми се ангажирани и во многу други општини за истата цел. Во пракса, просечното време потребно за изработка на план е околу 6 месеци. Процесот е комплициран и скап.
не само поради ангажирање планери, туку и поради низа одобренија и други процедури кои се директни трошоци за планерската фирма. Но некои фирми се пријавуваат за изработка на детални урбанистички планови по цена од само 1 денар. Таков пример е Билт од Скопје, избрана од општина Центар како најповолен понудувач за ДУП-от што го опфаќа и паркингот наспроти Holiday Inn. Оваа парцела предизвика жестоки реакции, зашто таму според планот требаше да се градат 60 катници. Но и овој ДУП е под мораториум. Отворена е постапка за изработка на нов, па се чека конечна одлука за максималната катност на градбите на тој простор. Фирмата што го изработила предходното, а го работи и новото решение за цена од 1 денар, е во собственост на Бојан Муличковски, син на доајенот на македонската архитектура Петар Муличковски. Собственикот тврди дека не се борел за материјалната корист, туку за референца, неговата фирма да изработи план во строгиот центар на Скопје. Планот предходно е изработен од наша страна и одобрен од општина Центар во 2012 година. Запознаени сме со овој простор и имаме изработено повеќе анализи и предлози. Тој простор е предвиден за бизнис центар и секогаш кога е во прашање централно градско подрачје, сметам дека треба да се развива на тој начин. Планирањето на централното градско подрачје представува убава референца, посебно овој простор кој има потенцијал да стане препознатливо обележје, лендмарк на Скопје. Нарачатели на плановите се општините, нашата улога е нивните политики да ги спроведеме на хартија. Зошто единствен критериум е цената? Еве јас имам извадено еден пример од 20 август 2018 кога сте вие на функција изработување на детални урбанистички планови за потребите на општина Центар. Најповолната понуда ви од понудувач од Билт по цена од 1 денар. Па тоа не може причината да се бара кај нас, тоа е причината зашто таков беше законот за јавни набавки, кој што сега е променет. Не можеме ние да утврдиме. Во формално правна форма, он е дал најниската цена. Не ви е сумнително тоа што некоја фирма се нафаќа за 1 денар да изработи, не така едноставно? Нормално дека е чудно, ама од друга страна ги познаваме луѓето и кога ги прашуваме, они разговараат, например, има тоа јавно надавање електронско кое што го викаат, и сега се спуштала едната, другата, викаат, ќе го работам јас, се спуштив на 1 денар. Ја викам, добро, ама која ти е целта, што ти ја педејќи на крајот? Видите, планерот точно дека го исцртува и го работи. Ама ние му даваме насоки, он не може да не исцрта било што и ние се да му го освоиме. Но иако планерите треба да работат според насоки од општините, во голем број ситуации одбиваат да поправат суштински забелешки од комисиите за урбанизам. Се случува дури да речат дека ги внеле забелешките, а по проверката да се испостави дека не е така, во што им помага и законската дупка на отсуство на задолжителна обврска да докажат дека навистина постапиле. Тука е проблемот исто. Затоа што тоа се некакви повратни чекори кои што се очекува дека се постапно, че ни еден што ги донесувал правилниците не очекувал некој така несовесно да се ги работи плановите. Така, никој не очекува дека сега кој е рекол дека постапил по забелешките, тој не постапува. За спуштањето на цената за изработка на ДУП на само 1 денар, ја прашавме конкуренцијата од планерската фирма Инпума, велат. За вредноста на урбанистичките планови кои на јавна аукција се спуштили и до цена од 1 денар, излишен е каков било коментар, со оглед на тоа што реалната вредност на чинење на ДУП изнесува од 750 до 1000 евра за хектар. Позадината на ваквото работење и делување во урбанистичката дејност најдобро може да ја објаснат планерските куќи кои работат урбанистичко-планска документација за 1 денар. Градоначалникот на Центар Богдановиќ вели дека во изминатиот период покренале постапки за речиси сите фази од процесот на градење. Дали е тоа специјалното јавно обвинителство, бидејќи голем дел од Скопје 2014 начинот на отоѓување објекти беше спомнуват и во бомбите, затоа треба да разделите, например, тие предмети од таму. Па одредени сметаме дека треба да иде финансова полиција, некаде треба да иде организиран криминал, некаде идеме директно со кривична пријава до основното јавно обвинителство. Така да, зависно со тоа што ќе видиме дека е прекршувањето, така ги доставуваме и самите пријави. Колку имате до сега поднесено? Па ние искрено имаме дадено многу материјал. Има во тие пријави некоја планерска куќа, која што ви е сомнително? Планерските куќи од кои ќе ги добиеме, ќе ни се потврдат прекршувања, тогаш си имаме начин како да постапиме против нив. Факт е дека и они треба да имаат у обзир да кажат што може, што не може, но најчесто налозите стигале од општината. Кога е во прашање атрактивно земјиште, притисоците на сите нивоа се јавна тајна.
Тоа го посведочи поранешниот главен инспектор во општина Центар, кој стравуваше дека ќе биде уапсен бидејќи стои на патот на екс-владеачката гарнитура на ВМРО ДПМНЕ. Во интервју за Фокус во август 2015-та, меѓу другото посочува: Во постапката за спроведување на дуповите и реализацијата на планираните градби, секторот за инспекциски работи секогаш е најдиректно изложен на притисоци за спроведување на невозможното, односно реалната потреба на граѓаните за спроведување на нереално планираните дупови. Тука веќе навлегуваме во прашањето што е прво, кокошката или јајцето. И знаете, имам навистина голема дилема дали градежниците се тие што се поврзуваат со планерите или обратно. Моje лично мислење е дека поттикнати од планерите со ретки исклучоци, градежните фирми за максимализирање на својот профит доведоа до ова. Вака да изгледаат денес, особено одредени делови на општина Центар. Инспекторот, што некогаш критикуваше, сега самиот е мета на критики зашто во меѓувреме стана сопственик на градежна фирма која гради во општина Аеродром. Во случајот со општина Центар, дилеми за судир на интереси отвора и фактот што со секторот за јавни набавки, вклучувајќи го и нарачувањето дупови, сега раководи Георги Чурилов, син на Билјана Чурилова, членка на Советот на општина Центар од СДСМ. Не ја гледаме причината дека тука има судирни интереси. Второ, мора да знае јавноста и луѓето дека, например, имате одредени специфични позиции за кои што ви треба човек кој што има, например, поминато одредени обуки, сертификати и така натака, што се ретко во државата, бидејќи на жалост немаме таков кадар. Сакате да кажете тоа е најдобриот што го има кандидат општинава? Ние сметаме дека тоа е човекот кој што ги исполнува налозите и работата. Богдановиќ вели дека како што ќе се носат новите планови, така постепено ќе се укинува и мораториумот. И сега да ви кажам, ние во Комисија за урбанизам сме тројца од општината, двајца надворешни. Ние имаме и друга работа. Неколку пати ќе ги кажеме забелешките, не може постојано да се враќаме назад. Иако ние пробуваме, меѓутоа тоа еве го, не можеме 2 години план да донесеме. И претходно сме ги гледале и уште ќе излезе 7 години еден план не може да се донесе. Што ќе победи? Интересите на бизнисот или на граѓаните за хуман јавен простор? Ако веќе не е предоцна.